Вонредната состојба предизвикана од коронавирусот ги фрли во сенка останатите отворени прашања, не помалку важни за држава која сака да се нарекува демократска и правна. 360 степени прави ретроспектива на 4 емитувани истории кои укажаа на можна корупција. Од различни аспекти на темите нова светлина фрлија и колегите од Бирн. Ве подсетуваме и проверуваме што се случува на овие жешки точки неколку месеци подоцна. Со жив штит земјоделците од Карбинци зимава ја бранеа реката Брегалница. Обвинуваа дека фирмата ангажирана за уредување на речното корито само црпи песок кој потоа го препродава. Сите се против песокот што се краде, значи не се уредува речното корито. Тоа е катастрофа, криминал голем се работи. Увид тогаш направи водостопанската инспекторка Лидија Зафировска. Констатираше дека не се работи според добиената дозвола и ја задолжи фирмата да ги санира штетите. Лаудата инспекторки, само така, ние ќе те потржуваме и ќе стоиме позади те. 4 месеци подоцна карбинчани велат дека уредувањето на реката до крајот на март било стопирано. По прогласувањето вонредна состојба, земјоделците кои имаат право на движење забележале разнесување на речен песок за време на полицискиот час. Седеа едно 3 месеци, значи сега, за време на коронавирусот додека траеше, искористија можноста што дојдоа, значи се багерот се работел, значи камиони почнаа да копат. Значи еве ги ја гледате снимката, значи почнаа да го уредуваат речното корито. Дали ви личи на вас во ова на уредување на речното корито? Жителите веднаш пријавиле во Државниот инспекторат за животна средина. Инспекторката Лидија Зафировска потоа побарала увид во документацијата на јавното претпријатие водостопанство, бидејќи во Карбенци копаат тие преку фирма подизведувач. Но на 1 април 2020 вработените во АД водостопанство ме спречија да извршам инспекцијски надзор. Поради тоа, изречена е забрана ова правно лице да врши вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водотеците се додека трае вонредната состојба. Водостопанство е задолжено за забраната веднаш да ги извести сите правни лица со кои има договор за црпење песок од речните корита, како и сите полициски станици во општините каде има локации за црпење на песок. Водостопанство не одговори зошто не дозволиле увид во документацијата, но забраната што ја изрекла инспекторката значи дека се додека трае вонредната состојба, секое уредување на реките е противзаконско. Инспекторката Зафировска со месеци бара ресорното министерство да ги одземе сите дозволи за уредување на речните корита. Причината е што водостопанство добива времени дозволи, па кога тие ќе истечат, подизведувачите се повлекуваат од терен без разлика на состојбата што ја оставаат зад себе. Таков е примерот со реката Пчиња во Горно Коњари. Жителите велат дека непрописната работа го уништила и зелениот појас, кој сами го насадиле за заштита од излевање на реката. Нивото на водата е спуштено некаде за 3 до 4 метри и тука веќе нема берикет. Сега узурпаторите, односно корисниците на дозволите, наводно за регулација на течението на река Пчиња, намерно ги пробија појасите, ги секоја шумските делови, се со цел да повторно предизвикаат катастрофа. Покрај еколошка да направат и дел од поплави во дел од населението во Горно Коњари. Зошто би го сакале тоа? Заради да имаат алиби како можат наводно да кажат дека населението има потреба од наводно некаква регулација. Ресорното министерство досега немаше јасен став за злоупотребата на дозволите, но по случајот во Карбинци велат дека откако инспекторатот ќе направи увид во дозволите, ќе постапат согласно насоките. По овој период, на предлог на Државниот инспекторат, не само оваа дозвола, туку сите дозволи ќе се одземаат согласно законот за води. До тогаш, чувари на реките остануваат земјоделците, оти немаат алтернатива. Само да не ни направат поголема штета, значи ќе ни падне речното корито, ќе ни ги однесе нивите. Не може вака, никој нема право да се подигрува со овој народ. Речниот песок не е единственото јавно добро што се експлоатира. 360 степени есеноска се бркаше со дивократци на планината Китка. Почна бркотница. Го следевме возилото за да ја откриеме неговата крајна дестинација. Му се доближивме, но за кратко. Неколку минути подоцна, само од прашината можевме да заклучиме дека влета во двор во една од куќите покрај патот.
Ресорниот министер Трајан Димковски во ноември вети поддршка на оние што се борат со организираната мафија. Платите мора да ги покачиме, платите на вистина се ниски, дека во контроли, во фаќање на дивокраци, на дрвокраци, имаме подобрена состојба. Неколку месеци подоцна, шумските полицајци велат дека се е постаро кога се во прашање нивните работни услови. Приморани сме да се снаоѓаме со униформи од колеги од полиција, од гранична полиција, да купуваме од ете ние во Битола од Лерин, да шиеме, се снаоѓаме на секој можен начин. Платата на шумскиот полицаец е за тежината на работа е многу мизерна, би се изразил. 17.000 негде 500-600 денари земаме плата, во нив се вклучени и храна и превоз. А шверцот велат останува на завидно и организирано ниво. Имаш вербална расправа, имаш вреѓање, имаш закани по живот, закани за фамилијата. Секој нормален би се запрашал дали за платата која земаме вреди ова нешто што го работиме и да влегваме во таков ризик на работа. Прашавме во Министерството зошто нема покачување на платите и како мислат да се реорганизира борбата против нелегалната сеча. Одговор до емитување на емисијата нема. Освен за песок и дрва, камионите служат за транспорт и на други работи, како на пример јаглен во рек Битола. Единствените машини кои се на рек Битола се најголемите на снимката. Се друго е на приватните фирми, од едноставна причина. Иако се расипувале камионите и багерите на комбинатот, не се купувале нови. Собрано, за 2 децении близу 370 милиони евра од рек Битола се одлеале кон приватни фирми, а парите од рек се народни пари. По повеќе годишниот јавен притисок и неколку одложувања, пред нова година актуелното раководство на Електрани распиша тендер за првата фазна набавка на собствена механизација за рек Битола, вреден 19 милиони евра. Се пријавија 12 фирми, но пред електронската аукција тендерот е привремено запрен. Компанија која не учествува на огласот поднесе жалба до Комисијата за жалби по јавни набавки, која речиси 3 месеци нема објавена одлука. А ако нема нови државни машини за рек Битола, тогаш повторно ќе мора да се најмуваат приватни. Пет години по првата бомба, објавивме дека единствениот функционер за решетки од предметите на СЈО е Ѓоко Поповски. Помошникот на министерот за внатрешни работи беше осуден на 4 години и 6 месеци затвор за тенк, случај за набавката на блиндираниот Мерцедес. Така, засега во јавноста останува неговата изјава која даде пред судиите на апелацискиот суд при јавната седница за случајот тенк. Ако не можете по магарето, удрете по самарот. Причината за епилогот што го објавивме во јануари е што голем број од предметите на СЈО се враќаат од почеток, најчесто поради промена на судии или недостаток на поротници. Но и денес, Поповски е единствениот функционер во затвор. Во меѓувреме има уште 2 првостепени пресуди за транспортер и за Титаник 3 и 5 предмети кои наместо да завршат почнаа од почеток. Тоа се ТНТ за уривањето на комплексот Космос, Талир 1 и Талир 2 за финансирањето на ВМРО ДПМН, Монструм за петкратното убиство кај Смилковското езеро и тендери против екс-министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска за музејот на ВМРО. Причината за враќањето од почеток на предметите, како и во минатото, се проблеми со поротниците. Прашањето конкретно за судиите поротници во рамките на судот и во рамките на постапување на еден предмет е исклучителна надлежност на судот, односно на судскиот менаџмент, во случајов претседателите на судовите. Значи, тие се тие кои што и согласно судскиот деловник имаат обврски да се грижат за непричиното спроведување на судењата, да внимаваат на овие рокови, доколку на некому од поротниците набрзо истекува нели мандатот, да се навреме извести за тоа надлежниот понатаму орган кој што треба да распише или да се изберат понатаму нови поротници и слично. Но од кривичниот суд велат дека проблемот не е во менаџментот, туку во законската регулатива.
Овозможува одолговлекување на постапките при евентуална измена на судечките совети, бидејќи во законот не се регулирани обврските на поротниците и механизми за сузбивање на евентуални злоупотреби. Судиите поротници се представници на граѓаните во судската постапка, а како суд постојано апелираме за недостатокот на поротници во кривичниот суд и потребата судскиот совет да именува повеќе судии поротници, што ќе овозможат непречен тек на постапките. И Бирн на порталот Призма пишуваше дека поротниците се најслабата алка во правосудството. Според Призма, вината за недостатокот на судии поротници, судскиот совет ја префрла на Министерството за правда, односно дека позицијата не е атрактивна поради ниските надоместоци. Министерката Рената Десковска тогаш најави дека ќе го зголемат надоместокот, но сега од незиниот ресор велат дека измена во надоместоците е невозможна. Поради вонредната состојба, секаде се кратат трошоци. Ова навраќање на проблемите што беа актуелни до корона кризата е за да подсетиме дека сегашниот проблем во еден момент ќе се надмине, но и дека тој не смее да биде изговор за некаснување на кршењето на законите и корупцијата.